почитуван подпредседател, почитувани членови на владата, колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Првото мое прашање го упатувам до председателот на владата, односно до премиерот господин Заев. Во текот на минатата година се изврши откуп на грозје по историски најниски цени откако се памтат во Република Македонија. Срамни 2 до 3 денари по килограм грозје беа дадени од страна на винариите, не само за да остварат екстра профит, туку и целосно да го потценат лозаропроизводителот. Уште на самиот почеток на откупот на грозје од страна на некои винарии, чии собственици се блиски до власта, во разговорите со Сдруженијата на лозарите беше укажано дека поради корона кризата во светот, подрумите на винариите се полни со вино и дека не се во можност да ги откупат количините на грозје кои ги имаат произведено лозарите, додека оние мали количини грозје кои што би ги откупиле би биле по пониски цени од минатогодишните. Оваа смислена игра од страна на некои винарии веднаш доби поддршка од владата, која им вети субвенции на винариите за извоз на вино, меѓутоа и дополнителни 2 денари ковид мерки кои што би ги добиле лозарите за да добијат повисока цена на предаденото грозје. Меѓутоа, тука не престана играта која што успешно ја менеджираа винариите под закрила на власт. Собраа минимална количина на грозје и повторно го прекинаа откупот на грозјето. Се играа со денови со маката на лозарите, а владата мудро молчеше чекајќи винариите да ги доведат во целосно безизлезна ситуација лозарите, за да потоа продолжат откуп на грозје за производство на вински дестилат, кој што ќе го субвенционира владата со дополнителни 4 денари. Веднаш потоа се отворија портите на винариите, капиите на винариите и почна да се истура грозјето по пунктовите за преработка на вински дестилат, а дестилерии, речиси и никоја од овие винарии да немаше. Но најважно, внимавајте, најважно е, ако претходно винариите немаа капацитет да го сместат грозјето за производство на вино, веднаш најдоа простории и капацитети да собираат грозје за производство на вински дестилат. Собираа квалитетно и здраво грозје и со над 20 шеќерни единици, демек ќе правеле вински дестилат, а дистилеријата никаде ја нема. Господине премиер, ова беше една класична измама и добро смислена игра за која во иднина многу луѓе треба да одговараат. Затоа прашувам, колкава количина на грозје беше откупена минатата година за производство на вино, а колкава за производство на вински дестилат и дали имате податоци во моментов колкави залихи имаме на вино, а колкави на вински дестилат, за да знаат лозарите дали оваа година ќе има откуп на грозје, која ќе биде цената и врз основа на овие податоци да знаат и соодветно какви агротехнички и заштитни мерки ќе пременуваат за производство на најдоброто и квалитетното грозје од тиквешијата. Од одговорот, бидејќи одговорот на премиерот не беше на конкретното мое прашање, а прашањето беше колкава количина на грозје беше откупена минатата година за производство на вино, а колкава за производство на вински дестилат. И колку залиха имаме на вино, колку залиха на вински дестилат, за да знаеме како да се ориентираат и самите лозаропроизводители во производството на грозје за откупот на оваа година и дали уште сега на почетокот ќе ја знаеме и цената на грозјето. Сега се поставува прашање кога ја зборувате премиере вистината. Но за тоа кој ја зборува вистината нека ценат граѓаните. Тиквеш минатата година не откупи грозје за вински дестилат, Поврдарија во стечај не беше во функција, не работеше, затоа прашав која дестилерија и колку дестилат е произведено за да знаеме како ќе тече откупот на оваа година. Премиере, само да ве потсетам, на 27 септември 2016 година од Кавадарца, од таму каде што јас доаѓам, вие како тогашен опозиционер, односно председател на опозицијата, пред откупните пунктови, по разговорите со некои лозаропроизводители за медиумите изјавивте. Ова ќе биде последна година без организиран откуп. После изборите во декември таа 2016 година, новата влада на СДСМ ќе овозможи сигурен пласман на грозјето и на останатите земјоделски производи преку формирање на посебни агенции за грозје, за овоштарски производи
за градинарски производи, за жито, за тутун, каде државата ќе биде партнер и со земјоделските производители и за откупувачите. Тоа е за поздравување. Дали стоите се уште на таа теза, откажана како опозиционер? Затоа што во овие 4 години во пракса не е така на дело. Не само што не се формирани овие посебни агенции, туку станавте партнер, премиере, само со откупувачите. Само со откупувачите. Пак ќе кажам, едно зборувате кога бевте во опозиција, а друго работите кога сте на власт. Тука се излажани и земјоделците, а според мене и дека се уште ги лажите и ги манипулирате. Ниту ви веруваат, ниту ви гласаат откако сте на власт. Земјоделците, откако сте на власт, ги живеат најтешките моменти во Република Македонија и во нивниот живот. Благодарам, немам дополнително прашање и не сум задоволен од одговорот. Благодарам. Тука ќе направиме пауза, продолжуваме со работа во 15 часот.